Само да ве коригирам, министерката не одговори на едно прашање на колегата Подановски, а тоа е како би изгледала Македонија доколку вака се водеше 5 години. Може би беше реторичко прашањето, па затоа не одговори, не знам. Може би као присојница персиска би изгледала. Шала на страна, да поминам на прашања, аз имам две прашања. Па добро, може за тебе. Едно е за министерот за внатрешни работи, мислам дека заменикот е тука, а другото, ако стигнам, ако има време, и за министерката Кочовска. Имено, изминативе денови сме сведоци на сериозен конфликт помеѓу две институции, а тоа е градот Скопје и општина Чаир. И овој институционален судир помеѓу овие две институции, освен што порасна во политичка драма, има потенцијали за безбедносни длабоки последици од аспект на безбедносна. Имено, најпрво градоначалничката на град Скопје објави документација, лиферуваше информации, најразлични иницијативи, поднесоци пред надлежни институции, со докази дека постои дивоградби и урбанистички нерегуларности во општина Чаир, општина која е во округот на град Скопје. Потоа следеше ваквата битка помеѓу овие две институции, односно поточно кажано двајца функционери, од една страна Данела Арсовска како градоначалничка на градот, од друга страна Ганил како градоначалник на општина Чаир. Битката се префрли во катастарот на Република Македонија, каде што претпоставувам градоначалникот на општина Чаир преку својот колега во владата на Република Македонија Изет Меджити, кој што претходно беше и градоначалник на општина Чаир, а сега министер за животна средина, се обидел да брише документи од кадастарот, се со цел да извише докази за неговите дела кои што се забележани од градот Скопје како урбанистички нерегуларности. Тоа верувам дека надлежните институции допрва ќе утврдат дали тој успеал да избрише и дали се обидел такво нешто да направи. Потоа, вчера имавме сериозни сцени кои се доказ за постоење на хаос и безредие, а не на еден розев свет како што досега ни го објаснуваше министерката за финансии, каде група на луѓе истура ѓубре и смет пред град Скопје, и тоа во доцните вечерни часови. Во меѓувреме, оно што уште пострашно, во меѓувреме дел од владините функционери, коалициони партнери на ВМРО ДПМН во владата, се обидува да му дадат етничка конотација на сето ова и да кажат дека, односно своите потенцијални урбанистички нерегуларности и противзаконски дејствија, односно незаконско легализирање и незаконско градење дивоградби во општина Чаир, да го сокријат зад параванот дека обелодинувањето на овие криминали од страна на град Скопје е етнички мотивирано. Значи, ваквиот развиток на настаните има потенцијално две опасности. Првата опасност што може да се развие е безбедносен ризик за граѓаните, а тоа се оние граѓани кои живеат во тие нелегални објекти, кои што гравитираат околу, кои што се комши во легални објекти, но каде што има нивни комши во нелегални објекти, тоа се опасности по нивното здравје, по животната средина, опасности од пожар, недоволен пристап за брза помош и така натаму. Поучени од нашите искуства претходно и во Кочани и во други вакви несреќи, ваквите ризици се навистина опасни, а вториот ризик е ризик од политичко-етничка ескалација на сите настани. И таква ескалација може да биде сериозна, особено при ваков преседан, каде што функционери, кога се фатени, односно обвинети за тоа дека имаат нелегална пракса во нивната работа, они се затскриваат за нивната етничка припадност. Од тука сметам дека Министерството за внатрешни работи особено
заедно со Министерството на транспорт и врски, преку Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, мора брзо да реагираат на ова како трета страна. Се заради тоа да не се дозволи некои функционери ова да го искористат како етнички конфликт за да си ги зацкријат своите незаконски постапки. Од тука прашувам дали вие вчера, поготово по тие обяснења, постапивте некако и дали во иднина планирате нешто да преземете во врска со